Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за интерлеукин 4 и интерлеукин 5. И да започнеме. Интерлеукин 4 е главен стимул за продукција на имуноглобулински Е антитела и за развитокот на ТХ2 клетките од наивните CD4 Т клетки. Главно е продуциран од страна на ТХ2 клетките и од маст клетките и по структура тој е всушност изграден од 4 алфа хеликси. Вред. И тој се врзува, тој цитокин, со рецептор, кој што се нарекува IL-4 рецептор, алфа гама С, кој е всушност хетеродимерен рецептор, составен од два различни полипептидни синџири, од алфа синџир, така, кој е специфичен за овој рецептор, и гама С синџир, кој го сретнуваме кај голем број рецептори. Значи, тој е како shared синџир од овој рецептор. Значи, гама С се сретнува кај голем број на различни рецептори. И сигнализирањето се врши преку јанусните кинази JAK3 и JAK4 и имаме STAT6 кој што прави димер со STAT6. Сега, функцијата ја спомнавме, но сега малце ќе елаборираме, е да ги стимулира Б клетките да извршат клас switching, така, односно да сменат тежок синџир во епсилон тежок синџир. Така, значи епсилон тежок синџир, тоа ни дава имуноглобулин Е. Исто така, забележано е дека стимулира и продукција на имуноглобулин Г4, антитела кај луѓето, и Г1 кај глувците. А кај глувците, интересно е дека инхибира, значи инхибира, негативно ќе ставиме, минус, само ако минус ќе оставам. Значи инхибира создавање на имуноглобулин Г2 и 3, значи интерлеукин 4 тоа го прави, додека интерферон гама кај глувците стимулира создавање на имуноглобулин Г2 и 3. Значи имаат антагонистички ефект интерлеукин 4 и интерферон гама. Вред, антагонистички. Друго што прави интерлеукин 4 е да ги стимулира CD4 Т клетките, да се диференцираат во ТХ2 субсетот и исто така ТХ2 самите на себе си делуваат автокрино, така, и си помагаат како за растење, така интерлеукинот 4 им помага како фактор на раст. Друго нешто што може да се помине е интерлеукин 4 заедно со интерлеукин 13 имаат како синергистички ефекти, действуваат со цел да се постигне макрофагна активација. Овдека имаме накао слика, што сумира ова што го кажав. И сега ќе го разгледаме интерлеукин 5. Идеме само горе. Интерлеукин 5. Тој е активатор на еозинофили и служи да ги поврзе Т-клеточна активација и еозинофил посредува на инфламација, односно воспаление. Главно е продуцирано ТХ2 и од маст клетките, значи исто како и претходниот, така, значи исто како интерлеукин 4. И интерлеукин 5 спрема структурата е тип 1, вид тип 1 цитокин, кој се поврзува со рецептор, кој го нарекуваме интерлеукин 5 рецептор алфа бета С. Односно, има алфа синџир кој е специфичен, така за тој рецептор, има еден синџир кој го гради овој рецептор кој се нарекува бета С. И овој синџир не е специфичен само за овој рецептор, значи го сретнуваме кај голем број на рецептори овој БЦ и тој исто така не посредува во врзувањето со интерлеукинот. Да речеме дека ова е интерлеукин 5. Интерлеукин 5 се врзува само со алфа синџирот. Но БЦ синџирот е потребен за да се зголеми афинитетот на поврзувањето и за сигнализирање. И БЦ синџирот сигнализира преку јанусна киназа 2, JAK2 и STAT3. Сега ќе видиме главната функција. Главната функција на интерлеукин 5 е да ги активира зрелите еозинофили и да стимулира раст и диференцијација на еозинофилите. И овие два цитокина всушност имаат на некој си начин синергистичко дејство. Зошто? Бидејќи интерлеукин 5 видовме дека е потребен за активација и диференцијација на еозинофили, а зошто беа потребни еозинофилите? Тие беа потребни кога имавме одбрана од хелминти, така например црви кои се, нели, во овој случај патогени организми. И што се случуваше? На хелминтите, ајде ќе нацртаме еден, се прикачуваа
Така потенко ќе нацртаме, се прикачува имуноглобулин Е антитела. Вред, зошто? Бидејќи со епсилон тешкиот синџир се поврзува рецептори на еозинофилот, така значи се поврзува рецептори со ФЦ регионот на имуноглобулин Е антителата и се потекнуваше дегранулација на еозинофилот. Еозинофилот тука има гранули, така што вдека ќе дојда многу еозинофили и сите ќе извршат дегранулација и ќе се добиеше еден како базен на водници од овие хемиски активни материи и ќе се деградираше всушност хелминтот. Сега, значи, учествуваат во тоа синергистички, но исто така учествуваат и во алергии, бидејќи имуноглобулинот Е посредува и при одредени видови хиперсензитивност, односно на алергии. И тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување!